Добар ден, почитувани гледачи. Еден најголем поздрав за сите вас од комплексот Етно село Тимчевски. Иако е премногу топло, летото е во најголем ек, сепак во нас гори жар. Да се сретнеме со вас, да ви презентираме нова рецепта, а сепак стара, традиционална, што може би сте ја заборавиле. Но затоа е тука емисијата Вкусот на традицијата да ве потсети на тие подзаборавени рецепти. Денешен наш гостин во емисијата Вкусот на традицијата е Менче Ниник, која што нема да оставиме така лесно да си замине за Австралија. Да ме искористиме додека до крај. да ти искористиме до крај, додека не ни ги знакаже сите рецепти, ние да си ги имаме и потоа ќе ти кажеме бај, дарлинг, бај. Ете, така и ќе те чекаме повторно да ни дојдеш всушност како и секоја година. Како се чувствуваш тука во Етно село Тимчевски? Прекрасно. Како дома. Како дома си Убав тука? амбиент, добра храна. Така. Персоналот исто јако добар, услужливи, брзи. Така. Се одлично е. Да. Во текот на овој период од годината, летото, пристигнуваат многу иселеници наши од Австралија, од сите краишта, и секогаш резервираат по еден ден да си поминат тука убаво, да се дружат, да јадат македонски јадења, да слушнат македонска песна и така натаму. А ние сега да си изготвиме еден македонски десерт. И знаете што? Толку е вкусно, што внимавајте да не изедете пола тепсија. За цела тепсија не гарантирам дека некој може да изеде, но од убавина отиде пола тепсија. Менче, што ќе ни направиш за денешната Вкусот на традицијата? Денеска ќе направам кох. Кох? Тоа е како Дали раванија. е тоа раванија? Да, тоа е раванија, ама... Што е разликата? Зошто ова се вика раванија, тоа кох? Е така, значи состојците се исти, све се става гриз, брашно, јајца, што треба. Раванијата ладна се попарува со вруј шербет. Раванијата, така, изладено тестото, вруј шербет. А кохот? А кохот вруќо тестото, а млеко ладно се става. Така, значи, го вадиш кохот од ревна и одма го попаруваш со ладно. Младно млеко, ова се вика ладен десерт. Ладен десерт. Да. Откако ќе се посипи со млекото, отпосле се сечат парчиња. За да не губиме време да се лади. Полна си со финти, полна си. Секоја емисија, секоја средба учам нешто од тебе. Што ни е потребно да направиме старински кох? Сега, пошто тавчето е мало, мислам ова е 24. може да дуплирате. 24. Да. Добро. Може да се дуплира, ова е пола доза. Пола доза, ќе биде пониска. Така, кохот ќе биде понизок. Точно така. Добро. Овде ќе имаме 3 јајца, Добро. 2 лажици брашно обично, имаме 5 лажици гриз, 5 лажици шекер и околу не знам колку, 2-3 грама е ова. Не, едно пакетче? Да. Едно пакетче е околу 10 грама. Пecivo. Да. О, многу малку и многу едноставно. И млеко колку имаме? 600 милилитри. 600 милилитри. Е, сега да те прашам, цел кох е само со 5 лажици шекер? Да. Да, значи подобро да јадам кох него раванија. Ти раванијата има во некои рецепти 800 грама шекер, килограм шекер. Не, кох ќе си правиме. Да, во млекото немаме шекер, значи само ако шекерот сакат гледачите да им биде, например, посладко, може да става? Така, кој како... Добро, јас не сакам, ќе одам само со чисто млеко. Добро? Ајде да видиме сега како се прави. Сега вака, да ги скршиме јајцата прво. А тепсијата, значи таа не е бела, туку е... подмачкана. Туку е на брашнета. Да. Еве, гледате? Значи таа е целата на брашнета. Ветинче брашенце, јас мислам дека сите масло, мајкинки, ова е старовремско. Со масло ќе премачкат и после истурате брашно, како да сеете и го добивате ова. Супер. 3 јајца
И сега мати. 3 јајца. Значи можете со миксер, тоа е најдобри со миксер. Да. 5 лажици шекер. Се додека не добиеме една светла, жолта боја, густа смеса. Да. Добро. Овие ќе ги промешаме заедно. Ајде прво ти јајцата реши ги. Ќе ги решам Добро. сега. Јас за тоа време ќе ги мешам брашното, пецивото и гризот. Така. Малку ти, малку ја, малку ти, малку ја. Така е, така. А твојата сна е од Мешана. од каде? Мајки од Филипини. Филипините, а татко е австралец. Дали она ја сака македонската традиционална Ја кујна? сака и да ти Што кажам, најповеќе и куварот твојот. Да? Да. А што најповеќе сака да готви и да јаде? Да готви не сака ајвар, ама го јади ајварот многу. Така, не ти помага за лупење пи. Правите ли ајвар во Австралија? Не, немаме Не. услови, така ни време, мислам. А и Така. пиперот во Австралија не е како тука. Да. Многу луѓе си прават со бабури. Тоа за мене не е, тоа си купуваме, Добро. нели? Еве го ова е Прави промешано. гравче, сарни прави Така. од И ги научи кисела да зелка. месат пити. бити прави сучи. О, браво. И лебови убави. Може малку вака да направам? Може. Сега може да ти додадам? Сега да. Ајде по една, Значи, по една. помешавме гризот, брашното и пецивото. Да. Ајде. И ќе ставаме по една лажишка, за да не Добро. останат лучиња. А може, например, да додадеш кора од лимон, ванила, цимет или не? Тоа не е Па оригиналниот не, рецепт. дека е со млеко, мислам не трпи да е со шербет, да, можеш. И колку можеш да ставиш и се. Ама тоа не е тоа, не е старинскиот рецепт. Добро. И толку е, нели ова ќе го помешаш и оди на печење? Готово. А кажи ми, на колку степени се пече? На загрејана на 180. На 180. Печи, Добро. додека порумени, затоа што Што убаво се Секогаш згусна. поред, да. Еве ти лажица за да можеш убаво да го одвоиш. Редната загрејана е. Загрејана Ете редната. така. Јас сега убаво стави го ова. Чекај. да, Така. да. Одлично. Јас ќе го претурам. Добро? Колку е убаво. Како сунгер е ова. Гледаш се. Леле, види го. Одлично, одиме во кујната да го испечеме и потоа чекајте не со студеното млеко. Се гледаме. Еве, драги мои, што току го извадивме од рерна. Сега, Менчо, што следува? Сега ќе го посипиме со Врело. млекото. Да, тоа е Врело. врело, само што го извадивме, да? Значи, со студено млеко. Така. И оно ќе се Одма го упие, пие, одма. гледај, одма го пие. Леле, чудесија. Да. И тука на крајчето стави, тука. Покревите повеќе. И цело млеко ќе го земе. Цело 600 е толку за толку јајца. Ова е половина доза, како што напомена ти. Да, половина доза. Може да се дуплира, ако имате гости поголема тава, можете да ставите 1,5. Значи, по желба. Се јас ова само колку да ви покажам како се прави, што се прави. Супер.
Одлично. И сега, како што кажа, Сега, следува да. сечењето, Сега ќе така? го, да, сега ќе го А исечеме. дали ја оставаме малку во Малку ладилник да, да во отстои? фрижидер малку ќе Добро. оставиме. Сега може да ја сечите како што сакате, не е проблем. Ова јас предложувам со сетепсија да ја сервираме. Да си земеме лажичката, И да си- пола ти, пола јас. Може. Да, прекрасно. Еве, драги мои, таман сега ќе го пресече кохот и одиме на трпезата со една чашка убаво десертно вино да ја пробаме, да ја дегустираме. Драги мои гледачи, кохот подготвен и изладен го ставивме малку во ладилник, додека си испивме едно кафенце, сега по една голтка бело винце. Менче со нетрпение чекам да го пробам. Но го послуживме со сладко од диви смокви. Да. Врз него може да се стави прекрасно. Доволно е едно, доволно е. Да. И едно сладко од диви смокви од озгора. Ова е, значи, баш како што кажав, лапни голтни. Да, Лапни голтни. ладен десерт. Ајде сега. Леле, како убаво. Значи, Се упија. го впи млекото. Леле, какво е убаво. Како На пена, здравје. како шлак да јадеш, така го доживувам. Па со смоквата. И види, гледаш дека доволно има млеко, нема ништо не останува. Ниту капка млеко има од страната. Толку е ова добро и примамливо ми е со 5 лажици шеќер. Да. Но комбинацијата пробај со смоквата. Лудница те тера да јадеш да не престануваш. Да си ја земеш вака тепсијата и со лажичка да си сркаш. Пробај тоа со тоа. Така, пробај да видиш како е, а? Превртуваме очи, леле, прекрасно е. Ние ќе останеме да си го дојадеме кохот, ќе ги поделиме овие останати парчиња со екипата од Вкусот на традицијата. Менче, дали знаеш дека некои луѓе едноставно молчат? Нели се запрашуваш зошто молчат, така? Да. Не дека тие немаат што да кажат, или дека се плашат од своите зборови, едноставно се сигурни дека нивното молчење може да го разберат луѓето кои што и нивните зборови би ги разбрале. Така е. Значи, Нема најпаметно потреба. решение е молчењето. Да. На здравје, Здравје. се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување.